Светскиот економски форум во најновиот извештај за глобална конкурентност ја рангираше Македонија на 60-тото место, што представува подобрување за 3 позиции во однос на лани. Во 3 последователни години подобрувањето е за 20 позиции, а во споредба со 2007 година за вкупно 34. Според вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, земјата трета година поред бележи континуирано подобрување кај 41 фактор од вкупно 115-те кои го сочинуваат индексот на конкурентност, меѓу кои квалитет на целокупната инфраструктура, вклучувајќи и авиотранспортната, влијание на деловни прописи врз странски директни инвестиции, товарот на царинските процедури, сигурноста на банките. Задоволни сме што Македонија продолжува со својот прогрес, што ја зголемува конкурентноста, затоа што тоа конечно ќе значи зголемување на платите и извозот на сите макроекономски параметри, но и подобрување на животот на граѓаните, истакна Пешевски. Македонија ќе продолжи да придонесува во активностите за обезбедување мир на Блискиот Исток, истакна министерот за надворешни работи Никола Поповски на лидерската средба посветена на борбата против насилниот екстремизам иницирана од Соединетите Американски држави. Имаме добра позиција како земја која има можности да придонесува и е дел од коалицијата во борбата против екстремизмот и различните манифестации на тероризам. Во рамките на Обединетите нации Македонија има добра позиција да ги афирмира овие цели и од улогата што ја имаме во регионален контекст како председавач со Централноевропската иницијатива. Мислам дека повеќето од дискусиите што досега се одвиваа и на билатерално и на мултилатерално ниво водат кон тоа дека ќе се очекува зголемен ангажман од македонска страна. Таквата порака сигурно ќе произлезе и ние дополнително ќе бидеме поактивни во овој дел, изјави министерот Поповски во Њујорк. Вашингтон цврсто ја поддржува Република Македонија во достигнувањето на нејзината стратегиска цел – членство во НАТО. Тоа е важно за безбедноста и стабилноста на државата, регионот, но и Европа во целина. Заклучија на состанокот во Конгресот на Соединетите Американски држави министерот за одбрана Зоран Јолевски и конгресменот Тон Марино, кој е и заменик председател на парламентарното собрание на НАТО. Јолевски ги презентирал аргументите зошто Република Македонија заслужува да биде дел од алијансата, дека се исполнети сите услови за членство, процесите на реформи и развојот кои течат во континуитет. Грчкиот премиер Алексис Ципрас синоќа во Њујорк разговарал со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун за проблемот што Грција го има со нашето уставно име. Грчките медиуми, повикувајќи се на изјава на портпаролот на генералниот секретар на Светската организација, јавуваат дека Ципрас и Ки Мун размениле мислења и за можностите за решавање на проблемот со името меѓу Грција и Македонија. Ниту Ципрас, ниту грчката делегација учествуваат на состанокот против насилниот екстремизам што се одржува во Њујорк, поради тоа што Македонија на состанокот е представена под уставното име Република Македонија. Зголемувањето на руската војна поддршка за Сирија е по барање на режимот во Дамаск. Сирискиот председател Башар ал-Асад упатил писмено барање до рускиот председател Владимир Путин, објави сириското председателство. Секое зголемување на руската војна поддршка за Сирија е направено и ќе биде сторено само на барање на сириската држава, се наверува во соопштението. Претходно шефот на администрацијата на Кремљ Сергеј Иванов соопшти дека сирискиот председател Ал-Асад се обратил до Русија со барање за укажување на воена помош во борбата против терористите од Исламската држава. Москва одговори позитивно на барањето, откако утрината Советот на Федерацијата, горниот дом на рускиот парламент, едногласно донесе одлука руските вооружени сили да учествуваат во операции во Сирија.